и медиумите и граѓаните ќе разберат по која логика се одвиваат на секој говорник по 20 реплики и тоа која што ниједна од тие реплики нема врска со оно што е тема на дискусија, односно на реплика. Сега ќе се јавите на процедурално за... Па сега се јави, ја разбирам. Па не, лично ми се обрати и ти. Сега. Океј, по тој аршин, значи бараш време, а ти си тој што го попречуваш времето. Што да ти кажем сега? Што да ти кажем? Па сега што да ти кажам? Па ме повика. Интервенираш кога ќе ти упаднам во збора, упаѓаш веќе, а немаш микрофон. Сега тоа е работава. Ја не ти се обраќам тебе, се објаснувам пред граѓаните и пред медиумите за оно што јавно го постави како прашање кај да ти најдам ден. А наместо да се збори за оно што е тема, секој ден си зборувате за депониите, за пожарите, за... Па добро, сега вие дискутирате, не сум дискутирал јас за тоа. Јас тоа не го кажувам затоа што сакам јас да го кажувам, само се да објаснувам по однос на прашањето што го поставивте јавно, по однос на мојата улога овде. Јас сум председател на собранието кој што треба да организирам да се води дебатата како што ја водите. А вие зборувате за се и се што не зборувате за оно што е тема. Да зборевте за темата, ќе се затвореше дебатата, ќе се добија, 7 дена ќе се добија да можете да зборите и за депониите и за се што сте поставиле како иницијатива, како пратеници. Тоа е тоа што по однос на оно што го постави како прашање до мене. Јас замолувам да се повлечеш од процедурално, затоа што ама нема потреба ни за кратко, ни за дократко. Сега процедуралното си е процедурално, дали ќе биде 3 минути или 5 минути. Мислам дека нема што да кажеш освен оно што го кажеш. Значи да повториш оно што го кажа уште еднаш. Повтори уште еднаш. Повторите, повелете.